Секој четврток на Радио Слободна Македонија. Радио Бурек со Јанко Илковски. Од 17 до 18 часот. Ние стигнахме на Марс. Само на Марс ќе најдеме слободата. Македонија сели се на Марс. Илон Маск да биде председател на Македонија, лидер на македонците и сите македонци да се преселат на Марс. Само Марс е дете на земја. Црвена како нашето црвено знаме и само жолти лавови ќе клаваме на сите страни. Македонија на Марс, Марс за Македонија, сите Марс, море Марс сите. Драги мои, добар ден и добре дојавте во уште едно издание на Бурек Радио. Секако таквиот бурек ќе ви биде мош непогоден за вашите дигестивни Еј, каков пол има низиниот водител? Дали е машко или е женска? Може би сум машко. А може би сум женска? Под мојам драги, не ме дотерам. Сакам да те дотерам. Под мојам нема. Ке те дотерам, ке те дотерам. Јас сум твоето тело. Сакам да го дотерам твоето тело. Ама јас сум легално избрана тело. Знаете мене. Присуствувавте на Радио Оргазам помеѓу етерното вишо суштество кое како заштитник лебди над етерот на нашите души радиофонични. Со тешка болка во душата се разделуваме од планетата Земја и се подготвуваме да заминеме на Марс. Таму ќе живееме среќно, може би нема да имаме доволно без македонецот без кој не може многу да живее, а тоа е Егејското море и трговскиот центар Космос Медитеран. Но мора да поднесе македонскиот народ некоја жртва за конечно слободно да живее. Што се однесува до начинот на живење на Марс, тој нема да се разликува многу од ова. Се надеваме дека шарените ќе имаат многу поефикасна улога на Марс и дека ќе го пошараат малце со зелено, со сино, со розово, да не бидеме само на црвено, нели, па да се направи едно избалансирано. Многумина ме праша каков е форматот на твојата емисија. Форматот на мојата емисија е цилиндричен со заоблен дел горе. Телото му е така по-темно, а по-светло розово е горниот заоблен дел кој наликува на микрофон. Никако не сакам да алудирам на било какви фалосни символи како столбот во Вашингтон или слично, иако нели на столбот во Вашингтон мора да му се восхитуваме, сепак тоа е дршката од нашиот стратешки чадор на кој убаво ние ќе се фатиме и ќе се додржиме за да обстанеме. Еден е изборот, нели, драги мои, навистина, еден е изборот, еден, ни заеден. И така. Вие што правите? Добри. Ние што правиме? Па добри, ете така. Ново старо што имаме? Како сте? Избалансирано. Добро. Што значи тоа? Па тоа значи дека на 100 грама кебапи барем 100 грама салата. Па дебре ти салат. Па добро, сега тогаш на 100 грама ракија што е контрате? Па 100 грама кисела вода. Кисела вода и ракија иде ли? Па не избалансира. Добро, па што да правиме? Па мора течност со течност. Јас знам дека за баланс 100 грама, 100 милилитри ракија иде со 100 милилитри сирење. Особено ако е козиото,
одна Миленко прилично добро. Ама не се. Мораме две исти течности да бидат. Значи мора течности да бидат, не мора исти да бидат. Значи ракија со вода, ама кој ти пие и ракија и вода бе човек? Ракија со која друга течност може да се... Еве, моите колеги не сакаат ни да ме слушат, ни да ми помогнат во целава. Ја не знам. Се согласувам дека не избалансирано ракијата ја изфорсирав на сметка на водата. Ама и мене, колку ми е познато, вода и ракија не иде. Сега, виното е тука малце подобро, особено белото вино кој иде добро, избалансирано со шприцер 1:1. 2 децилитри со 2 децилитри, така наречен намештај. Намештајот е прилично избалансирана работа, па може и лесно да се конзумира, нели? 2 деци бела смедеревка, бидејќи смедеревката, ако и не ставиш кисела вода, па и на ништо, онака фаќа киселини. И сега шампањско не можеме сите да пиеме, па така 2 деци со 2 деци идеме со намештај. Шрафцигарот ја не знам колку е избалансиран. Можеме црно вино со па зависно од периодот, на пример, ќе мора избалансирано да кажеме. Значи црно вино социјалистичко комунистички иде со кокта, а модерно иде со Кока-кола. 1:1. Иако лично сакам, јас значи го конзумирам 1:3 во корист на виното. 1:4, 1:5, 1:1. Ама мораме да балансираме. Колку на колку вино наспрема кола, пијалак или кокта или некој е за избалансирано, ја не знам. Збориме за пијалаци, така? Добро. Други пијалаци кои ни се мешаат, мора избалансирано. Еве, на пример, имавме, значи, ракијата ни остане неизбалансирана. Значи, ракија може само да иде со салата, шопска, иако не знам што е тоа шоп, уште не ми е јасно, или со сирење. Но со што друго се пие, мене не ми е јасно и ја признавам дека тука сум потполно неизбалансиран во моите искажувања за гастрономските согледувања на македонската кујна. Пиво. Пивото сите ќе речете, пивото се пие чисто, неизбалансирано. Жалам, ама протести има овдека пред радиово да има нерчке во пиво. Епа сега, дечки, не сте модерни. Прво, има една пијачка, се вика дизел. Пиво се меша со Кока-кола. Тоа е таква една блювотина, ама види, многу модерно е тоа. Кој не бил на крв да се олеши со дизел, онда не знам што да ви кажам. Бидејќи на 50 степена, никаков алкохол не се пие, ама кој ќе се измеша вака и се шмука со цевче, и тоа прилично избалансирано. Шангрија. Шангрија ви е цедено овошје и парчиња од овошје со вино. Црвено вино, бело вино, вакво, такво, и тоа е прилично избалансирана работа, морам да признам. Со вискито може да иде кисела вода и тоа е 1:2 во корист на киселата вода. Инаку секој пурист ќе ви каже дека само пусиња може да стават, и сега уредникот ми рече англискиот да го редуцирам по Вебстер Мириам, оксфордски, ама ја не знам, бидејќи за мене зборовите како fuck, shit и bullshit ми пишува у мојот речник, пишува дека е тоа вера, надеж и љубов. Да не сум сгрешил, ако сум сгрешил, ја се оградувам заради мојата неизбалансираност. Да, се осеќам така, граф јадев денеска, па може да дојде до експлозивни и самоуништувачки, знаеш, онака као може да се само отеба. И тука е камерата, ме слика камерата. Да знаете што имам ја на екран, што гледам овде. Можеш да видиш што ја гледам? Не можеш да видиш, а? Отвори го мојот Facebook профил. Отвори да видиш. Оперска пејачка која вели Не, овде нема ништо безобразно, ова е Лори Андерсон, Супермен. Super
Лори Андерсон не сте слушали? Шо правам ја муавет и жити се, ајде, ти се молам. Така, се запознавме со... Ја за ова земам плата. Да. И единствен сум во извештајот на Светата Инквизиција. Yeah! Who's the motherfucking Alabama? Љубовта мора да се реализира преку допир. Љубовта преку нежните допири. Почнуваш од главата, преку косата, рамената, допираш градите. Ти возбудена, пипни ги моите брадавици да видиш какви се. Нема да те молам. Океј, драги мои пријатели и пријателки. Јас сум Јанко Илковски, ова е Радио Бурек кој иде секој четврток од 17 до 18 часот. Сите асоциации кои мислите дека се кажани со иронија и со скриени пораки се неточни. Апсолутно тврдам дека сте во право. Време е за музика. Секој четврток на Радио Слободна Македонија. Радио Бурек со Јанко Илковски од 17 до 18 часот. Бледата месечина се провлекуваше меѓу дрвјата што фрлаа сенки врз грмушките и ги шараше рацете и нозете на трите фигури што трчаа брзо во сенишната светлина. Испливуваа и пак потонуваа во лентите светлина, брзо и рециши нечујно. Ледениот здив на ноќниот воздух што бричеше ги шибаше од криените делови на нивните лица, но тие немаа време да мислат на такви работи. Патот. По секоја цена мораа да стигнат до патот. Напрегнатите млади тела, тренирани со многобројни вежби, имаа научено да ја исклучуваат силната болка што им ги обземаше екстремитетите. 2 недели температурата беше под нулата и имаше претворено земјата во студена маса од искривени корења и вејки по кои не беше лесно ни да одиш, а камоли да трчаш. Но и покрај тоа брзо напредува. Уште 10 минути и ќе се излечат. Меѓутоа, ниту една од девојките немаше размислувано за тоа што ќе прават натаму. Знаеа дека само ќе бидат сами, надвор од комплексот, далеку речиси од иделичниот свет во кој живееја во последните 8 години. Местото каде што младите момчиња и девојки учеа да се изразуваат, да се исправаат пред предизвиците и за сето тоа време беа среќни поради тоа што се чувствуваа како дел од една целост. Изолирани и обкружени со други еднакво ветувачки деца, воспитувани за една единствена предопределеност. Затоа ги обучуваше децата старецот. Тоа беше она во што веруваа и самите. Спомените за нивниот живот пред Монтана, за семејствата, пријателите, местата беа одамна избледени. Се и секој од кој имаа потреба, секогаш беа тука, на тоа место. Немаше причина да ги бараат никаде на друго место. Немаше причина до моментот кога трите девојки почнаа да гледаат зад рутинските команди за необходноста да се допаѓаат. Може би едноставно пораснаа. Младите девојки се претвораа во жени, но каква и да беше причината, успеа да сватат што очекуваше старецот од нив, тоа што очекуваше од секого. Тоа ги збуни и ги уплаши, не сакајќи повеќе да прифаќаат ништо без да го предложат и подложат на прашања. Тие почнаа да разговараат меѓу себе, почнаа да поставуваат прашања. Вашата работа не е да поставувате прашања, им рече тој. Вашата работа е да дејствувате. Јасно ли е тоа? Не разбираме, одговорија тие. Казната беше брза и жестока. Но тоа што ги натера да го стават под сомневање светот, што го знаеја толку одамна, не беа деновите кога беа затворени и тепани, не беа деновите поминати без храна, па дури не сосем прикриените навестувања дека може да бидат убиени ако повторно им се препуштат на своите сомневања, туку неговиот одговор. Вашата работа не е да поставувате прашања, вашата работа е да дејствувате. Самостојност одземена само од една реченица. И покрај се, тие се чудеа. Дали тоа беше целото соопштение? Дали тоа беше она во тоа што ги обучуваше да веруваат? Не.
Не им беше јасно дека во тоа немаше предизвик, ниту сугестија да ја истекнуваат својата надмоќност. Во тоа имаше само бруталноста на заканата. Затоа решија да избегаат. Излегоа точно на полноќ. Нечујните прошетки по одделните бунгалови ги одведоа до портата. Најмладата од нив, кој имаше 14 години, вистински гений за електроника, се богреши за инсталациите на алармот, па на лесен начин ги доведе во заблуда. Гонителите им даде доволно време да ја прескокнат оградата и да стигнат во заслоништето на шумата. И покрај тоа за миг беа обземени од напад на паника, кога еден чувар се појави најмногу на 20 на метри оддалеченост од нив. Точно во моментот кога двата тенки зрака светлина се оддалечија еден од друг. Трите девојки смрзна, со лицата нурнати во накострешената трева, но чуварот помина без да ги забележи воопшто трите фигури што беа скриени во блиските сенки. Беше очигледно дека нивните црни обувки, джемпери и качулки им овозможуваат прилично добро да се кријат. Првите минути во шумата поминаа релативно лесно. Неколку пати се препнуваа од замрзнатите корења што штрчаа од земјата. На секој чекор ги удираа гранки по откриените делови на лицето, но тие не престануваа да се движат. Еластичната колона од три тела што си пробиваа пат при бегството. Кога навлегоа малку во откриен простор, последното од девојките го слушна прво. Прво далечен, но на секоја секунда се посилен звук на гонење. За мики се стори дека некакво ехо, но паузите беа неравномерни. И темпото се засилуваше на секој чекор. Немаше потреба да ги преведуваат другите, затоа што и тие веќе ги слушна. Во еден момент сите три го забрзаа чекорот, почнаа хаотично да мафтаат со рацете и со нозете, а коленете им трепереа од напор. Многобројни зраци на ноќни светелки почнаа да крстосуваат низ шумата. Инстинктот им кажа дека треба да се наведнат колку што можат пониско и со наведнати глави да ги разгрануваат гранките што ги фраска. Се разделуваме, шепна доволно гласно девојката водач, за да ја слушнат и другите. Ја разгледуваа таа варијанта и пред неколку недели се договорија дека барем едно од нив мора по секоја цена да успее да избега, за да му каже на светот што се прави зад жичената мрежа. Нивната најдобра шанса беше да се разделат за максимално да ја зголемат веројатноста. Тргнаа на три различни страни без да се погледнат последен пат. Немаа ниту еден слободен момент за такви сентименталности. Патот, да стигнат до патот. Еден миг подоцна, зад нивните глави загрме првиот рафал од автоматско оружје. Една подгрбавена фигура го гледаше ноќното небо со рацете прекрстени на градите, обидувајќи се да задржи малку топлина. Тенкиот плетен волнен джемпер наметнат од неговите остарени плеќи беше единствената облека што му беше при рака кога го доби известувањето за бегството. Од некоја причина уживаше во студот, можеби како казна за неговот неуспех. Младите дами успеале да ја совладаат оградата точно како што предвиде. Групата трагачи веќе ги стигнуваше бегалките, но и покрај тоа тој чувствуваше горчина заради загубата. Се надеваше дека ќе научат. Никогаш не му доаѓаа таквите мигови. А ретките случаи кога судбината го принудуваше да ги следи своите ученици. Трите момчиња во Аризона, двете во Пенсилванија и сега ова. Посебно волку судбоносен момент. Воопшто немаше време за такви одолвлекувања на вниманието, но каков друг избор би имал? Тие едноставно се покажаа како глупачки, не успеа да сватат ништо, или можеби тој не успеа да им ги отвори очите за можностите. А радиото во неговата рака грмна. Две од девојките веќе се на дострел. Да ги застреламе ли? Старецот полека го доближи микрофонот до устата. Запрете ги и вратете ги назад. Точно и јасно соопшти, без никаква трага од емоции. Сосема е неважен начинот на кој ќе го направите тоа. Секогаш мора да има место за самовжртвување. Зборовите што ги прочита толку одамна и во кои поверува без сомневање повторно исплива. Но на некој начин нивната сигурност не можеше да се објасни зашто секогаш најнадарените, оние кои имаше најголеми надежи, на крај неизбежно разочаруваа. Не баре судбината си играше со него на секој чекор. Се слушнаа неколку истрели, гневни извици во молчаливото небо. Тој чекаше со погледот насочен кон далечините дрвја, широк процеп обвиен во мракот. Во еден миг подоцна настапи тишина. Се беше готово.
кимна и се сврте кон куќата, при што внимаваше на светлината што проникнуваше под вратата на гостинската соба на првиот кат. Се надеваше дека нема да разбуди никого од неговите гости. Тоа не беше важно. Тие секогаш го разбира и никогаш не го разочарува. И пак ќе го разбера. Првиот Рафал се заби во едно дрво што беше оддалечено од неа не повеќе од 1 метар. Кората се разлета на сите страни, едно парче и го лизна бутот додека се фрлаше на земја. Еден миг подоцна покрај неа прелета вториот Рафал, при што куршумите и профрчаа на неколку сантиметри од главата. Сите инстинкти ја тераа да почне да вреска, но грлото й беше претерано стегнато за да испушти и немал звук, а градите й се собираа и стегаа од ужас. Сакаше да скокне и да продолжи напред, но нов бран од куршуми се врежа во блиското дрво. Патот. Да стигне до патот. Се обиде да се сети што и кажуваа за такви случаи, како ги поминуваа ноќите во ужасен студ подготвувајќи се за слични моменти, но сега кога и висеше животот на влакно, лежеше замрзната, неспособна да се мрдне или да размислува за што и да е. Патот се имаше претворено во сенишно прибежиште, во хаосот околу неа што влеваше ужас. Грбна нов Рафал, овој пат придружен од последниот крик од нејзината лева страна. Таа се сврте и по една секунда виде како се приближува една фигура, тетеравајќи се за едно дрво. Рацете й беа стегнати на слабината, а лицето имаше чудна насмевка. Изгледаше како зашеметена, речи си покорна, најмладата од трите девојки. Беше невозможно да го тргне погледот од нејзиното лице осветлено од месечината и од нејзиното тело облеано со крв, додека се тетеравеше по надолнината. Фигурата се обиде да се фати за едната грбушка, но последниот Рафал куршуми и се врежа во телото и речи си ја дигна од земја пред да ја тресне свиена во клопче врз корењата на едно дрво. Само раширените раце го обгрнуваа стеблото на дрвото, овозможуваа да се распознае човековата фигура. Зраците на сите светилки се сосредострочија на безживотното тело. Во еден миг фигурите се појавија од погоре падината, напредувајќи на кај местото на убиството. Девојката што беше сведок на безмилостното убиство неколку секунди не го тргаше погледот од телото на својата пријателка. По неколку секунди што траја како цела вечност, таа скокна на нозе и почна да се искачува со двојно поголема брзина меѓу дрвјата и грмушките, очајнички забивајќи ги ноктите во земјата и обидувајќи се да се фати на спасоносните жилови корења како за дополнителна потпора. Немаше време да размислува за светлината што се сосредостречи на неа само по неколку секунди. Фигурата и се оцрта на граничната ограда зад која патот незадржливо ја превлекуваше. Првиот куршум и ја пронижа раката под лактот. Моменталниот шок ја затапи ненадената болка што по неколку секунди се заби во желудникот и го разгоре телото во леден пламен. Следниот и се заби во бедрото, при што ја поттурна напред и нагоре и ја тресна од земја, што беше скаменета од студото, телото и се стркала по корењата и вејките кои удри по стеблото на некое дрво. Потоа настапи тишина. Лежеше неподвижна и го осознаваше трескавичното присуство околу себе со погледот перен во работ на патот што беше најмногу на 15 чекори од неа. Патот. Зракот светлина се појави пред неа. Низината прва месла беше за гонителите. Со последните остатоци од силата се подисправи и се фрли против гонителите, очекувајќи при тоа дека ќе заслепат нивните светилки. Меѓутоа ја голтна мракот. За миг не можеше да свати ништо, потоа се сврте назад. Светлината доаѓаше од кај патот, фарови на кола. Болката во ногата и пулсираше низ целото тело, но успеа да подстане и да почне да се влече напред. Тревиосаната банкина на патот беше само 1-2 метри од неа. Таа погледна десно и виде дека фаровите на колата се зголемуваат како што се наближуваше. Колата беше најмногу 1/4 милја од неа. Таа се обиде да се исправи, но ногата одби да ја послуша. Последниот бран куршуми се заби во грбот и ја фрли на банкината. Чудно, но таа не ги почувствува. Место тоа, како тие да ја истуркаа болката од низиното тело, па сега тревата беше топла постела, што мамеше да починка, а светлините ја галеа нежно. Секако да загуби тежина и да замре. Не чувствуваше ништо друго освен сладкиот вкус на крвта на устните. И ништо не можевте да направите, праша старецот. Возачот запре пред да стигне до неа. Зар немаше никаква можност да го излечете низиното тело? Никаква. Разбирам. Тој си ја намести перницата под грбот и се напи вода од чашата на ноќното орманче. А другите две ги фативме, тој кимна. Ти рече дека е мртва? Да.
но не кога стигнал возачот. Реков дека не можам да потврдам. Да, го прекина старецот со првите знаци на фрустрација во гласот. Велиш дека не можеш да потврдиш дали била мртва една 16-годишна девојка што си ја застрелала неколку пати во грбот. Ако не била мртва кога стигнал возачот, со сигурно била мртва по 1 минута. Каква завршена мисла. Колата беше најверојатно лоша среќа. Не се обидувај да оправдаш својата неспособност. Ти си дозволил да стигне на 1,5 метар од патот. Несреќа или не, колата дошла, што значи дека во овој момент нашата мала пријателка се наоѓа во некоја болница, мртовечница или полициска станица, под будно око на еден од нашите локални чувари на законот. Тој има многу малку заеднички работи со она што те замолив. Настапи тишина. Тргнувај веднаш. Тргнувајте сите, оружјето, облеката, се. Ти погрижи се за теренот да биде исчистено од секакви траги. Од секакви. Не сакам ништо што би можело да нас очинавамо. Јасно? Да. Потоа ќе се притаиш додека ти се јавам. Дали ти е јасно и тоа? Да. Добро. Старецот се навали на перницата. Тирадата го исцрпе. Се разбира, не да биде невозможно да се поправат твоите грешки. Тешко? Да, но не и невозможно. Кимна со главата. Сепак добро се справи со другите две. Младиот човек кимна. Сепак тоа е нешто. 1 минута подосна старецот лежеше во мракот на стегнатите очи што не можеа да заспијат. Лоша среќа, помисли. Само лоша среќа. Колку пати ги имаше слушнато овие зборови. Судбината уште еднаш поигра со адутот посилен од неговиот. Но потона во сон знаеше дека судбината веќе нема да има шанса. Собственици на осамените срца, останете тука, ќе продолжиме со драмолетката. Власта ја освојуваат оние што го препознаваат раздорот и што можат да го прекројат и претворат тој раздор во моќ за врховната власт. Неуспешниот пуч во Јордан. Во текот на малата војна на Буш, Артур Причард го дигна погледот од работната маса. Кој се занимаваше со тоа пред да види некој од нас дека се појавил? Неговото долгнавесто лице и бујните веќе постојано создаваа впечаток на разгневен штркел готов да нападне. Пучот, праша човекот што седеше спроти него, кој одеднаш свати дека Причард му зборува нему. Не, Артур, знаеш дека е невозможно тоа. Причард климна со префинетост и со грациозност на жител на Нова Англија. Навистина, и покрај тоа, не ја доврши реченицата. Тоа му беше омилената тактика. Како производ на високите училишта на соодветните клубови, Причард беше се друго само не тап, бел англосаксонски протестант, што се обиделе неговото семејство и пријателите да го култивираат. На 40 годишна возраст, ерген и сосема свесен дека не може да смета на кој знае што во 30-та година, му преостануваат во престижната фирма Лигби и Комс. Си ги размрда задникот и поднесе документи за работа во владата во Вашингтон. Градот што секогаш го маѓопсуваше. Власта? Често си го поставуваше тоа прашање, но дури и така, неговата ненадејна кариера му донесе повеќе отколку што можеше дури и да замисли. Дури и во времето на хаосот во 1974 година, на некаков начин успеа да остане доволно далеку од пожарот. Кога се подсмири работата, му понудија едно навистина многу необично работно место. Комитетот за надзор. Магливото име за едно од мозочните творби на Труман, што згора на се беше создадено во времето на десегрегацијата на армијата. Таен оддел на владата кој го обезбедуваше извршувањето на сите наредби. Се разбира, Труман му даде на комитетот значителна слобода во дефинирањето на тие наредби и за нивна заштита со помош на сите неопходни мерки. Со текот на годините сите тешки задачи го носеа знакот на комитетот за надзор и на секоја нова иницијатива комитетот ја консолидираше секоја унција на власт што му беше обезбедувана. Во времето на борбата за власт во текот на 70-тите, 80-тите години, кога ЦИА и Советот за национална безбедност се бореа со заби и ногти за статусот во правородениот син, на некаков начин Комитетот за надзор се утврди како најсоодветен од трите – Никарагва, Пном Пен, Ирак. И во тој процес целосно се оддели над конкуренцијата,
самостојност. Во реалноста, само грс луѓе во Вашингтон имаа представа за капацитетот на комитетот. Артур Причард беше еден од малкумината. Толкму поради тоа досието на Монтана стоеше на неговата работна маса. Таа е совршена, продолжи тој со оцртан од рамката на прозорецот што го одразуваше Вашингтон во самракот. Рафтовите со книги високи до таванот, дабовите панели на стариот мебел ја дополнуваа сликата што сакаше да ја создаде Причард. Таа е запознаена со динамиката и со мотивацијата. Тој се одбегна назад на фотелјата, при што ја заврте така што можеше да ги фати последните сончеви зраци. Зошто се колебат? Боб Стейси се разбрда на столот. Неговите дебели жолтеникави прсти ја стегаа зелената кожа. Неговото лице слично на телото имаше форма на круша, при што целиот ефект го зголемуваше од малиот круг коса што го одржуваше косо пострижен на темето. Боб се чувствуваше во свој елемент кога седеше пред компјутерот или пред сателитските снимки, исцрпувачки часови подкрепувани со диетална кола и со сендвичи. Си ги стегна рацете на скутот пред да одговори. Знаеш, јас како и другите сакам да завршиме со тоа, но тоа не е, да, рече Причард. Едноставно мислам дека таа е способна за такво нешто повеќе. Способна, се насмевна Причард, да подигне неколку камења од местото, за не требаше токму така да направиме пред се во Монтана. Не бевме таму, објасни Стајн, за да направиме неколку слики на сенаторот Скентон во придружба на неколку луѓе со кои тој одвај како да имал некоја службена или каква и да е друга работа. Прашајте го сенаторот зошто тој, шампионот на новото право, се среќавал со господата Вотапек, Тајки и Седжвик, а потоа видете каде ќе ве одведе трагата. Генерално чистење, се вмеша третиот од триото, удобно сместен на каучот до зидот на крајот, кој беше зафатен со свиткувањето и исправањето на една спојница. Познат по својата љубов кон карираните кошули и кратките дебели кремови вратоврски, Гейлин Конел беше еден од најспособните аналитичари во комисијата. Беше вистински тенк, висок повеќе од 1,80 м, тежак повеќе од 110 килограми, на кој годишно додаваше уште килограми. На времето оперативен работник во Советот за национална безбедност, тој и во комисијата беше во исто одел со Причард во времето на Вотергейт, доведен да се справи со некој од посложените случаи пред кои се најде владата во тоа време. Беше со кратка теренска работа што траеше веќе подолго од 20 години, од кои 15 минаа како полски офицер. Двајцата заедно создадоа едно јадро од оперативни работници, мажи и жени способни да преживуваат во таа многу експлозивна арена. Но само да преживуваат. Тоа беше целта уште од почетокот. Тие што ги исполнуваа задачите летнуваа сами, неколку збора по телефон, кратко упатство од компјутерот. Никому не му беше дозволено да ја знае дури ни за градата од која доаѓа. Наредбите, еден единствен непознат началнички глас. О'Конел секогаш го сметаше за иронија фактот дека во комитетот нема место за тимски играчи. И тој и Причард одамна сватија дека е тоа исклучително важно за целиот комитет и помина долги часови во создавањето на инфраструктура што доведе до точна оперативна независност. Со вас, драги мои, денеска споделив 10 минути од романот Теорија на хаосот на Джонатан Раб, кој како флоскула го има следното: треба да се најде најопасниот документ, а времето тече. Приказна што се одвива на два континенти, крстосува низ историјата и фантастично ја сликува сегашност. Во академските кругови одамна се зборува дека еден монах од 16-тиот век, Ајзенрајх, далеку го надминал Макијавели. Тој измислил гениален план за светско владење, толку опасен што папата наредува да го убијат за да се прикрие целата работа. Но делото на Ајзенрајх за врховната власт е насловот на делото, значи за врховната власт е името, преживува. Некои научници тврделе дека третиот Райх имал копија од документот. Меѓутоа, кога е најдено телото на една млада девојка издупчена од куршуми во државата Монтана, а низиниот последен збор пред да умре бил Ајзенрајх, веднаш станува јасно не само дека документот е вистински, туку и дека некој се обидува да го искористи експлозивното парче историја на крајот на 20-тиот век.
Смртоносниот документ е суштината на теоријата на хаосот, автентичен трилер што ви ја замрзнува крвта, што ве држи во напнатост до последната страница. Во него се опишуваат глобалната интрига и политичката конспирација, придружени од очајничкото барење на митскиот ракопис, кој би предизвикал навистина ужасни последици за нашиот модерен свет. Драги мои пријатели и пријателки, ЖСВ Жанко Илковски. Ова е Радио Бурек на Радио Слободна Македонија. 29.9.2016 година. Со ова јас се одјавив. А секоја сличност на овој роман со она што го живееме и ни се случува денеска, апсолутно ви препорачувам да вклучите мозокот, да испитувате и да читате. Не забегувајте, бидете лукави, не потпаѓајте на секоја теорија на заговор, туку препознавајте ја вистината, бидејќи оној пат кога ќе ја препознаеме вистината, знаеме како да делуваме и како да се заштитиме од креаторите на хаосот. Бидејќи хаосот кога ќе се создаде, човек тешко ќе може да распознае што е добро, што е лошо, кој е прав пат, кој е лош пат. Затоа, јас со гордост фала му на Бога, 16 години во медиуми не скршнав од мојот пат и од мојот став. Ја не сум истиот човек што сум бил пред 20 години, кога сум бил на 103, но од мојот пат не сум скршнал, затоа што секогаш ми се докажувало дека било исправно. Ете, толку тоа барем и вам ви го посакувам. Само така ќе можеме и да создаваме емпатија, бидејќи сам за себе никој не ќе може да делува. Сами за себе можеме да бидеме само поединечни херои, да бидеме легенди за кои ќе се спомнува, но само заедно можеме да направиме промена и да ја издржиме. Ова не е холандското дете кое со прст ја спречило браната да протече. Не. Овдека е потребен народ кој ќе го запре целото цунами. Знаете за што зборувам, знаете каде сте, знаеме со кого сме, со Господ напред. Секој четврток на Радио Слободна Македонија. Радио Бурек со Јанко Илковски. Од 17 до 18 часот.